Во Пелагонискиот и во Струмичкиот регион почна чистење на сливовите на реките Црна и Струмица. Станува збор за зафат за зголемување на пропусната способност на постоечката каналска мрежа, преку отстранување на вегетацијата и акумулираниот нанос, како и реконструкција на оштетените делови на регулираните делници. Ова интервенција е во рамки на програмата на Европската унија за санација на штетите од поплавите и напорите за обезбедување соодветна заштита од штетното дејство на поплавите на земјоделските површини и населени места во Пелагонија и сливот на река Струмица. Со средства од Европската унија ќе бидат исчистени околу 40 километри канали во сливот на река Црна во Пелагонија и околу 20 километри во сливот на реката Струмица. Најголеми штети во Пелагонискиот регион претрпеа општините Битола, Прилеп, Новаци, Могила, Кривогаштани и Крушево, во кои беа загрозени домовите на околу 15.000 лица, а беа поплавени десетици илјади хектари земја. Во Струмичкиот регион најпогодени од поплавите беа Муртино, Сачево, Просениково, Дабиле и други населени места. Поплавени беа домови, земјоделски култури и механизација. Токму во овие подрачја како најподложни на поплавите ќе бидат сконцентрирани најголемиот број на интервенциите во рамки на програмата за рехабилитација на водостопанската инфраструктура и објектите за заштита од поплави во рамките на програмата на Европската унија за санација на штетите од поплавите. Издвоени се речиси 7 милиони евра. Со овие средства покрај обновувањето на одводните канали ќе се санираат и 4 брани оштетени од поплавите. Програмата на Европската унија ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна средина, водостопанство на Република Македонија и локалните самоуправи во погодените општини.